Меѓународните сајми се одлична можност државата да ги представи потенцијалите во туристичкиот сектор, но и можности да се направи споредба до каде сме и во која насока треба да се унапредуваме. Токму така, една таква можност од 28 до 30 ноември на Носадскиот сајм за туризам, на кој што ќе учествуваме, а на иницијатива на македонците во Србија претендираме и за идна земја партнер. На оваа тема, како и за признанието кои што ги добија неколку македонски туристички објекти овој период, разговараме со нашите соговорници. Велам добро утро за господинот Горан Илиевски, добре ни дојдовте. Надворешен советник за представување на туристичките објекти во Македонија, и Ангелка Савич од Носадскиот сајм за туризам, добре ни дојдовте. Па, ајде ќе започнеме со оно што пред малку го споменав како еден вовед во целата приказна. Неочекувано Новосадскиот сајм за туризам, датумот е 28 до 30 ноември, 55-то издание, ако не грешам? Тако е. У току се припреме за 55-ти меѓународни сајм туризма, кои ќе се одржати од 28 до 30 новембра на Новосадском сајму у Новом Саду. Во тек се припремите за одржување на Новосадскиот сајм, кој ќе се одржи од 28 до 30 ноември во Нови Сад. Ајде за се што ќе се случува и таму. Така. Неколку години и Македонија има свое учество на овој сајм. Ајде да кажеме прво кој е бенефитот на земјата од учеството на еден ваков сајм. Огромни се бенефитите, не бенефитот на учество на една држава, jer туризам е една сериозна гранка која сматрам дека е запоставена во Македонија во многу области, почев од црквениот туризам, од банјскиот туризам, континентален туризам, значи има многу повеќе простор да се појача туризмот и да го представиме на еден меѓународен сајм како што е Новосадски сајм на туризам, кој постои 55 години. Ние сега задните 2 години само учествувавме, имавме една огромна пауза и сега сакаме да се вклучиме активно во презентирање на сите можности на македонскиот туризам на меѓународни сајам. Многу е битно што 2 дена ќе биде и туристичка берза со над 200 тур оператори од целиот регион, да можеме да ја представиме Македонија во право светло. Овие денови сте кај нас и, меѓу другото, активно дискутирате и со туристичките работници и со институциите за тоа што треба да се направи за напредување на овој сегмент. Меѓу другото, еве признанија добиваат и најдобрите од најдобрите во својата дејност. Кои се оние кои што се добар репрезент на државата во моментов? Ги имаме ли бројни? Имаме голем проблем што не можеме сите кои се добри да и наградиме со признание. Ја морам да се захвалам на соработка на прво место со владина агенција за промовирање на туризам и со директорката имавме многу успешен работен состанок, напокон, после низ години што не имавме соработка, да се захвалам на владиката Никола Тимотеј, кој не разбра да сакаме да го промовираме и црквениот туризам кој е запоставен во Македонија, на неговите соработници Илија и Никола кои ни обезбедија многу брзо прием кај владиката Тимотеј. Да се захвалиме на почасниот конзул Филев Михајло, кој е почасен конзул на Србија во Македонија. Да се захвали, морав да запишам некој битен, да не го и заборавам. Настопанска комора на Македонија Даниела, која е председателка на одбор за туризам, која не од странство ни се јави да направиме комуникација и да се видиме. Значи, на прво место е новата директорка Билјана Стефановска, која одма од првиот ден почна да работи како треба и да го промовира туризмот во Македонија, она што е основна работа. Така да со нас имаме најголема соработка. Драго ми е да можеме да настапиме со презентирање на некои многу битни туристички објекти кои не се адекватно прикажани во регионот. На прво место Милениумскиот крст, кој е најголем крст на Балканот, кој е икона на православието. Ние бевме и поминавме 10 дена сме низ Македонија. Поминавме од Струга до Свети Наум. Го обидовме Плаушник, острово на Свети Наум, комплексот Свети Наум. Секаде бевме прочекани на братско ниво, затоа што нас Србија нон-стоп не нарекува братски народ, така да и нас не пречека овде македонци као братски народ, гостите кои што ми беа од Сајм за туризам и мене као представник на македонците од Србија.
Ангелка, да објасниме како функционира саемот пред 55 години кога настанал, која е неговата цел? Ете сте сега на гости во Македонија, се враќате назад. Која е суштината на постоењето на самиот саем и кои се земји се ваши гости, освен Македонија? Ove godine takođe je u toku ocena turističko-ugostiteljskih objekata. Znači, nagrađuju se i promovišu se najbolji iz Makedonije. Imamo učesnike iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, cela Vojvodina, tako da u toku, znači, kolege... Ulovo regionalno okružuvanje. Tako je. Значи, во моментот се одвива оценување на објекти. Ја им предочувам, значи, као македонец од Србија, затоа што ја знам Македонија и сакам да им предочам оние кои се најдобри во туризмот во Македонија, кои ја подигнале лестицата многу високо. Така да јасно комисија треба да ја уверим кои се објекти кои заслужуваат да добијат признание дека се најдобри во своја категорија. Од каде се има учесници, меѓу другото, на сајмот, или тоа да го одговориме секоја година? Од кои земји се доаѓаат? Значи, почувајќи од Холандија, Италија, Австрија, кои биле и земји партнери на сајмот, преку бивши републики од Југославија, 55 години дојде време и Македонија да стане земја партнер. Ја се уложим целиот свој потенцијал и труд да ја представам Македонија што се тиче туризам во најдобро светло, да заслужиме да бидеме партнери на сајмот, jer направивме контакт и со кабинетот на министерот и добро е за Македонија што освен Министерство за култура сега е придадено и Министерство за култура и туризам. Така да туризам мора да добие своја ниво као индустријска грана, као стопанска грана која заслужува да биде ударна тупаница во македонскиот По примерот на Унгарија оваа година, ние следната да бидеме земја партнер, може така? Унгарија има едно Балатон језеро, кое во однос на нашиот Охрид, не сакам да подценувам, али ми имам дадено нешто што е од Господ дадено. Значи, 100 пати повеќе вода има во Охридско езеро него на Балатон. Тие од Балатон направиле туристичка европска атракција и дестинација. Тоа е мојавето, тие си направиле и знаат како тоа да го ценат. Ние вака Охрид некако само на зборови, но ајде се надевам дека ете после живеете во Србија, доаѓате тука и кажувате колку тоа треба да си го цениме и почитуваме, но за жал треба и да покажуваме на дела. Анџелка, за крај, сосем накусо, што значи земја партнер? Ако е една земја партнер, што тоа значи за земјата партнер? Šta znači za zemlju da bude zemlja partner? Ove godine nam je Mađarska, kao što je Goran rekao, zemlja partner. Radimo da nam u bliskoj budućnosti i Makedonija takođe bude zemlja partner. Znači, tokom cele godine naši sajmovi koji se održavaju na Novosadskom sajmu, sajam knjiga, sajam energetike, lov i ribolov, znači da ste vi nama maksimalna Makedonija, da nam je maksimalna podrška tokom cele jedne godine. Значи, огромни се бенефитите, као што Унгарија има, значи, комплетно представување, така и Македонија ќе биде земја партнер, каде што, затоа што немаме ние наш Скопски сајам, ќе имаме сега да бидеме земја партнер на Србија, значи на братска најблиска држава. Не очекува учеството на сајмот, ќе анализираме по завршувањето на истото како Ја само би дополнил уште со едно, значи, мој личен центар на внимание сакам да биде црковниот туризам, jer Македонија е земја библиска. Да, апсолутно. Ние сме библиски народ и као што имаме културна дипломатија, што спомна председателка Силјановска, така сакам сега да ја прошириме и на дипломатија во туризмот и туристичка дипломатија. А на оваа тема имаме многу што да кажеме и покажеме. Ние очекуваме да помине саемот, па по завршувањето на истиот повторно да имаме да ги сумираме впечатоците, да видиме како поминало и со кои се земји ние успеавме да се вмрежиме и да размениме искуства. Може така? Благодариме. Сигурно ќе биде така, да. Ви благодарам за гостувањето во Македонија на утро.